Ви благодарам, потпредседателе. Почитувани колеги, денес јас нема да влегувам во материјална расправа по однос на текстот на овој предлог закон, заради тоа што денес е прво читање, меѓутоа сакам да го изнесам ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Имено исто како на Комисијата за транспорт, врски и екологија, кога дадовме, така да речем, место го поддржавме во прво читање овој предлог закон, истото ќе се случи и на собраниската седница на која што го разгледуваме овој предлог закон во прво читање. Меѓутоа би сакала да нагласам дека во текстот на законот во прво читање најдовме и имаме забелешки како пратеничка група. Јас ставувам дека колегите кои што ќе говорат после мене ќе изнесат дел од нив и токму заради тоа јас и не сакам многу да се задржувам. Ќе го повторам она кое што го кажав и на комисиската расправа, односно ќе така речи ќе искористам собраниската говорница да ја повикам целата експертска јавност, невладините организации, здруженијата од областа на животната средина, оние кои што работеле и во минатото и работат, односно се насечени во делот на Западна Македонија, тоест на кај Шар планина, да ги испратат своите забелешки. Дел ги добивме во изминатите денови, ги повикувам да ги испратат и останатите кои што имаат забелешки, а кои што како пратеничка група ќе ги преточиме во амандмани и така ќе интервенираме на овој текст на закон, се со цел да добиеме едно солидно и добро предлог законско решение. Би сакала да нагласам дека законот за прогласување на делот Шар планина за национален парк е само една коцка од мозаикот животна средина. Почитувани сограѓани, мислам дека нема некој што нема да се согласи. Животната средина е еден од нашите најголеми проблеми со кои што се соочуваме како држава, како граѓани на Република Македонија. И мислам дека после 4 години владење на Социјалдемократскиот сојуз веќе на секого е јасно дека не поминува само она на збор што е кажано, односно она што го кажуваја пред да дојдат на власт, дека ќе донесат чист воздух за една година и се виде веќе, се знае дека тоа е една голема лага. Проблемите од животната средина не се решаваат само на збор и токму затоа повторно велам ќе искористам собраниската говорница да го пренесам нашиот став, нашето ветување како пратеничка група дека од сега па натаму за сите закони од областа на животната средина кои што ќе дојдат во собранието, ќе ги работиме, ќе се консултираме со експертската јавност од оваа област, со невладините организации од оваа област, со здруженијата од оваа област, токму заради тоа што сметаме дека тие се многу постручни од нас и можат да ни помогнат во донесување на квалитетни законски решенија од областа на животната средина. Повторно ќе речам, токму заради тоа што животната средина е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме како држава и како граѓани на Република Македонија. Ги повикувам уште еднаш, сега повторно ќе се вратам на законот кој што денес е на дневен ред, законот за прогласување на делот Шар планина за национален парк, да ги испратат своите забелешки кои што ќе бидат преточени во амандмани, ќе дебатираме на Комисијата за транспорт и врски и се надевам дека при второто читање на седницата во собранието на општо задоволство и на пратениците и на целата македонска јавност ќе имаме едно солидно законско решение, односно Република Македонија ќе добие уште еден национален парк на кој што ќе биде горда. Благодарам.